Добро вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Позачнувањето, кога ќе го напушти телото на мајката бебето, честопати не зависи од самата мајка. Токму на оваа тема предвремено породување и ризиците кои истото се ги носи, вечерва со моите драги гости. Ќе ги поканам Славица Несторовска-Дамјанска, Владо Ѓорчев, Елизабета Јовчевска и Валентина Дуковска. Добро вечер, повелете, придружете ни се, повелете. Повелете. Елизабета, добро вечер и за вас. Добро вечер. За предвремено породување се смета секое породување што настанало пред 37-та гестацијска седмица или пред навршени 259 дена од бременоста. Секое пак губење на плодот пред 22-та гестацијска седмица се смета за спонтан абортус. Неонаталозите за прематуритет го сметаат породувањето во кое новороденчето е полесно од 2500 грама. Поради незрелоста на бебето, секое предвремено породување носи ризик по неговото здравје во зависност од гестациската старост. Ризични групи на пациентки или ризик фактори кои може да предизвикаат предвремено породување се еден или повеќе претходни абортуси, претходно предвремено породување, паритет или над 4 породувања, малформации на матката, миоми, слабост на грлото на матката, претходни операции на матката, висок крвен притисок, диабетес мелитус или други хронични и системски заболувања, возраст под 18 или над 34 години, пушење, консумирање на алкохол и дроги, уринарни или генитални инфекции. Глобално земено, причините за предвремено породување кај 1/3 од пациентките се поради предвремено прскање на воденикот, кај 1/3 се мајчини или фетални компликации и кај 1/3 од пациентките причината е непозната. Знаците на предвремено породување се контракции, промена во вагиналниот исцедок, чувство на притисок во долниот дел од стомакот, грчеви слични на менструалните, болки во стомакот и во долниот дел од грбот. Препораките за превенција од предвремено породување се редовната посета на пренатални контроли, внимавање на исхраната, одморање и избегнување стрес. Секоја бремена жена, доколку е финансиски возможно, треба дополнително да врши интергенитално мерење на pH вредноста 2 пати неделно со специјални стикови или ракавици со индикатор кои се едноставни за употреба. Со ваквиот така наречен self-care програм за бремени жени, можна е значителна редукција на стапката на прематурни породувања, што е потврдено со повеќе студии и кампањи спроведени во Германија. Имаме 3 родителски приказни за предвремено родени деца и со нас дефектологот река Валентина Дуковска, која ќе ни посочи или едноставно ќе ги даде одговорите кои ќе ни бидат загонетни, енигма ни се вечера токму на оваа тема предвремено породување. Славица, вие се породивте во 8-миот месец со вашето синче? Да, последниот ден од 8-миот месец, прв ден од 9-ти. Беше индикацијата која добивте или имавте воопшто индикација некакви дека можеби вашето дете ќе се роди предвреме? Па до 28-та недела се беше најнормално, значи до последен ден како по книга беше, меѓутоа во 30-та недела на скрининг, редовен скрининг, професорката вели работава многу критично, ако бебето издржи уште неколку дена е добро, меѓутоа вика ако беше 34-та недела веднаш ќе те породев. Постоеше опасност од задушување на бебето, немаше доволно проток на воздух, на моменти губеше, и проток на храна. Со тоа заостануваше во развојот. И сега многу сите знаеме колку е битно, секој момент е многу важен. И од 30-та недела почнаа проблемите. Во секојдневно следење на ЦТГ, сабајле попладне, во 32-та недела добив предвремени контракции, не болни, не ги чувствував, меѓутоа на ЦТГ-то покажуваше. И тоа породилни контракции од 5 до 7 минути. Такви ритмички контракции, беше опасно за бебето. 11 дена бев на токолиза, не се смирува никако. После 11 дена веќе е ризично за бебето да се смируваат контракциите. И до 36-та недела, секој ден пак следење, сабајле попладне. Меѓутоа, беше добро што ЦТГ-њата покажува дека срцето на бебето работи одлично. Добиваше 10 на сите. И прв ден од 37-ма недела се породи со тоа што сабајлето веќе почна и тоновите да му се губат на срцето.
И беше алармантна ситуацијата за Да. Веќе постилката почнала да се оделува и дури папучната врвца му се заврзала. Што се вели последен воз. Да, Фатило да. за... Тоа беа последни моменти. Владо, вие не се породивте? Не ви Да. викнавме за таков пример во Се емисијата. породов отпосле, од кога сопругата моја се породи, Се породи, тогаш тогаш да. беше. Малку вака и на шега, но сепак веќе сега кога сите тие мачни и болни периоди поминале некако и сите перипети и патешествија, може и да се пошегуваме. Во секој случај вашата сопруга се породи во седмиот месец. Седмиот месец, да. Индикациите велеа, односно кога ја пратевте бременоста, дека се е во ред, дека Се е немаше во ред, најави за... направени беа сите контроли и според новите протоколи, затоа што синот мој Христијан сега имаше сипол месец, значи ги фати сите нови протоколи од проверките. Министерството за здравство, значи речи си на секој 2 до 3 недели постојани испитувања. Немаше никакви индикации за предвремено породување, затоа што па имаме и ќерка, прво дете 6 години, бременоста помена исто така нормално, родена е во термин тоа нешто треба да биде родена и немаше никакви индикации, освен една вечер во 2 часот наутро, кога плодовата вода истече, кога моравме да Имавте одиме на објаснување клиника. зошто се случило тоа? Првото кажување од докторите таму рекоа дека најверојатно ова се случува поради некоја инфекција, често уринарна. Така. Иако ние пред тоа имавме сопругата моја имаше направено контроли, сите резултати беа негативни и се беше во ред. Потоа до крај не се испита зашто и како настанало, најверојатно така требало да биде. Значи 3 дена лежеше во болница, како се викона да може да издржи колку може подолго за и става некои лекови, са докторката може подобро, дефектологот подобро ги знае затоа што не се разбирам за За зрење развој на пуките и слично зрење на пуките, не знам дали се става во таа. на белите фаза. дробови, Да, да, ги објасни, не знам да. како се вика, да, примаше такви инекции и после 3 дена се породи од приемот во болница. Елизабета, вашата приказна е најспецифична, најризичен можеби период, бидејќи вела дури и 8-миот месец е поризичен од 7-миот, но за тоа ќе проговориме малку пак ќе речем од медицински аспект. Вие родивте вашата керкичка во 6-тиот месец. Само 6 колку рековте? 18 дена. 6 месеци и 18 Таа е родена дена? со 630 грама во 29-та недела. Со тоа што забавувањето на незиниот раст започна со 26-та недела. Тоа се виде на прегледите? Да, на прегледите. Меѓутоа, тоа беше неколку случаи претходно, јас има веќе такви бременности, што завршува во 26-та недела. така. Дури препорака на докторите беше и оваа да заврши во 26-та недела, меѓутоа ние со сопруга бевме упорни и не заправме овде. Баравме начин како тоа да се продолжи понатаму. Успеавме да се додржиме до 29-та недела, кога дојде до тоа предвремено породување. Што беше проблемот за Проблемот да не можете да се ги испитуваше, доносите? меѓутоа никој не ни го конкретизира, не го кажа точниот причинител за сето тоа. Еден од докторите само даде насоки дека тоа е најверојатно од слабо хранење со крвта. Така. Дека нема доволно проток кон плацентата за да може детето добро да се храни. И така се случи да во 29-та она се породи. Кога се роди, беше навистина, нели? Малечко парче месо, можеме така народски да кажеме. Тоа беше едно толку мало маче. Маченце се се породи во Бугарија, во приватна клиника во Софија. Затоа што насоките на докторите беа дека овде не би издржале ние со таа породилна тежина она што би ја добила после пораѓајот. И параметрите не одговараа според детето што ги имаше во однос на гестациската недела од бременоста и мораше да се замине во некоја клиника со многу добра неонатална нега која што би го држало тоа дете во живот. Тоа се случи, она беше во инкубатор 3,5 месеца. Вие бевте со неа таму? Со неа 4 месеца бевме во Бугарија. Имаме преголемо искуство, голема приказна патишествие, голема, меѓутоа се заврши со среќен крај. Она сега уште малку ќе наполни 4 години. И ве весела тука мафта, најгласна е во публиката и е прекрасна. Јас би сакала еден голем аплауз за ово прекрасно. Сама си аплаудира. Сладка, пресладка. За дел од оние патешествија кои сепак ги минувавте и проблемите со кои се соочувавте и ќе зборуваме вечерва, но и да зборуваме од аспект на нели што вели медицината. Еве ги тие различни фази кога се родени децата, велат обично некогаш и 8-миот е поризичен од 7-миот. Пред се ми е тоа прашање зошто?
Така, пред се да ви кажам дека вистински предизвик е да се работи со овие мали дечиња и ве овде слушнавме 26-та гестацијска недела, 600 грама, и кога на крај ќе добиете едно детенце кое што трчка по ходник, зборува и ви раскажува, поубаво нешто нема. Макотрпен е патот да стасате до тука. Тоа го знаат и родителите, го знаеме и ние стручњаците кои што работиме со оваа група на деца, меѓутоа предизвикот и успехот е се поголем. Така оди и светскиот тренд. Бројот на недоносените се зголемува. Сегде во светот се зголемува и кај нас. Европската асоциација за грижа за новороденчиња вели дека до 2020 година 9,6% од новороденчињата ќе бидат недоносени. Меѓутоа да бидеме среќни, бидејќи се зголемуваат и ризиците, меѓутоа како што се зголемува бројот на недоносени, така се зголемува и процентот на нивното преживување. Значи медицината оди напред, технологијата оди напред, ние како стручњаци се усовршуваме, што значи дека ќе имаме се поголем број на здрави дечиња кои што излегуваат од оваа група така наречени ризични новороденчиња. Зошто е зголемен процентот на деца недоносени? Зголем е процентот бидејќи се зголемуваат ризиците, ризиците кои што се поврзани со предвременото породување, овде слушнавме различни приказни и различни фактори кои што довеле до предвремено породување. Значи некои се поврзани со мајката, некои се поврзани со со самото дете, а едноставно некои се поврзани со средината, односно со надворешната средина. Можеби и стресот во последните години е тој кој што придонесува до предвременото породување и голем број на други ризик фактори. Меѓутоа, светот па и ние се бориме од нив да имаме се поголем број на деца кои што немаат никакви проблеми во психомоторниот развој. Како се дека стресот, јас измислам дека стресот исто така многу влие. Јас после кога ги добив контракциите, кога одев на ците ги читав книга. И така ми се намалува. Значи видовме дека со релаксацијата се намалуваа контракциите. Настрана ви биле мислите од моментот што и како сега се случува? И секој ците ја со книгата во рака. И контракциите се намалуваат. Некој убаво опуштена приказна, претпоставам, да не ви преуште поголема тензија. И зборував со бебето. Мислам дека тие моменти беа пресудни за да... Владо, искуството како е кога вие треба да се соочите и со приказната на мајката, која претпоставам во моментот има дисбаланс на хормони, пред време се раѓа бебето, има проблем сето тоа да го спакува, што се вели во една понормална психичка состојба, за неа е тоа исто подеднакво голем стрес, а вие тука сте од друга страна и родител, треба да се соочите и да ја помогнете во таа ситуација и да се соочите со моментот моето дете родено пред време. Имаше кој да ви информира, сами се упатувавте, вашата работа изискува да сте пред компјутер, работите во комуникација МК, да, порталот и сега вие сте таму, пак ќе речем пред компјутер и можеби лесно се доаѓа до информациите на колку си тие точни и ве водат на вистинскиот пат. Да. Моите сознанија биле и претходно засилени од читање интернет, читање студии, читање книги од таа област, затоа што имаме и ќерка поголема, па најверојатно ги имаме сите книги оние што се за деца и за бременности кои што се нудат на нашиот пазар. Само сакам да кажам за стресот. Кај мојата сопруга немаше најверојатно стрес затоа што беше второ дете поопуштена, беше во однос на бременоста, подготвена за дете, си знаеше све што се случува. Може има некоја случајност. Син ми се роди на 18 септември, тоа не беше 7 години од бракот, значи 7 годишнина од бракот. Си знаел кога треба да може да има нешто тука. Иначе, па најверојатно товарот кај таткото е поголем во смисла на она дека две грижи има за него. Има грижа за сопругата и има грижа за детето. Посебно, поради тоа што мојата сопруга после 3 дена ја отпушти од болница, детето лежеше уште 1 месец во болница. Посетите се ретки, чинам само во среда и во сабот има посети по некои 5-10 минути. Кај нас се уште нема таа пракса да се заедно во тој период родителите, конкретно мајката со бебето. Одвоени со предвремено родење. Не се дозволува нити доење, нити Ако се сместени на оделот за интензивна нега и терапија, тогаш Да, беше на интензивна нега и терапија. Ако се на оделот за интензивна нега, тогаш мајката нема допир со бебето додека е на тојот. И јас додека лежав 11 дена и на секои 3 сати нас не беше дозволено, бидејќи бевме таму, да одиме да го доиме.
тие не може, бидејќи се премногу мали, не можат да цизат, меѓутоа се трудевме само да бидат со нас, да можам да го почувствувам, да го видам, бидејќи за разлика од другите мајки кои што беа со своите деца, а ти имаш само одредено време и поминеш, да, кој што можеш да го поминеш, психички е драгоцен. друг моментот на да. Психичкиот момент не сум како сите со своето бебе, Да, зашто значи, мене се појавува да, тоа прашање, да. нели, некаде тешкотијата е тешко е да се гледа како другите мајки си одат со своите деца дома и си ги носат, а ти твоето можеш да го гледаш само одредено време. Психолошкиот момент е многу голем и тежок, посебно кај нас затоа што еден месец детето беше во болница, а ние бевме дома. Голема благодарност до докторката Тања Тошевска од клиниката за гинекологија затоа што дозволи во било кој момент од текот на денот да се јавиме, да не информира, затоа што тие 2 минути во текот на неделата што ќе го видиме детето не се доволни за да ја смириме нашата, да. Грижа и Секако, затоа што тие се тешки моменти на мислење, посебно и кога сопругата е растревожена, кога не дозволуваат ниту допир со бебето, ниту па јас инсистирав во разговор со некој доктори, таму прашав дали може барем да носиме млеко измолзено, затоа што знаеме дека е поздраво од другото млеко со таму што го дохрануваат, ни тоа не дозволија затоа што немало стерилни услови за тоа да се хигиенски причини не дозволуваат, бидејќи не сите родители внимаваат на тоа на хигиената. Значи, пред заради тоа не дозволуваат како што нас не кажуваат таму. Каков е принципот надвор од нашите граници кога пред време е родено детето, конкретно со вашиот случај, и сепак верувам дека уште поголеми стравови, ако можам така некако да ги споредам приказните, бидејќи сепак се работи за навистина ризичен месец, 6-тиот, бебенцето е мало и макутрпен пат ве очекува за да дојдете до крајниот исход што и како со моето дете. Каков им е принципот таму на работа, ни што се минавте? Поминавме низ многу тежок период. Меѓутоа, нели, времето лечи се, тоа е нараски кажано. Тешко беше кога стигнавме таму, пошто беше туѓина, никој не познававме. Меѓутоа, наидовме на добар персонал, добри доктори, кои што не опуштија во таа работа и рекоа дека сме во сигурни раци. Со тоа што контактите со докторот кои што ги направивме телефонски, ни влеа голема надеж дека ќе успееме до крај. Неговиот збор беше 100% успех. Тоа не беше многу. А инаку што се однесува за клиниката во која што беше сместена малата Теодора, праксата е иста, не дозволуваат родителот да биде сместено со детето. Имаше само 1 час временски период од 14 часа до 15 или до 16, во зависност од за какво дете се работи. Родителот може да присуствува на инкубаторот на детето, да се дружи со него, да го допира, да го гали и така. Рековте дека малата Теодора беше едноставно малиот херој борец таму за останатите? Докторите нарекоа малиот борец затоа што се извинувам. Емоции се ве разбираме. Следна можам да тргнам ја по вас, нема да ми биде прв пат во емисијата. Затоа што лековите кои што ги примаше, резултатите се очекуваа од 7 дена до 10 дена. Кај неа тоа напредуваше за 2 до 3 дена, што докторите заради тоа ја нарекоа малиот борец. И првата капка што ја дадоа вода, тоа беше вториот ден, и рекоа дека штом добро е примила капката, тоа ќе значи добар успех за понатаму. Понатаму да напредува и да ги прима. Хранењето незино беше со капки. Мислам, тоа беше период што многу долго требаше да трае за да дојдеме до некоја милилитри, 5-10, па да продолжиме понатаму. Која мисла водилка се имавте во тие моменти? Дека мораме да успееме. Колкава беше кога се вративте дома? Извинете, ќе ви дозволам само ми се наметна прашањето. Тоа беше негде кај 3,5 месеца, скоро четвртиот месец на крајот. Они имаат еден програм таму што може да ти дозвола да заминеш и со помала тежина, негде до 450 и слично грама. Меѓутоа, ние одлучивме понатаму да останеме, затоа што ни рекоа, ако вие заминете со таа тежина, тоа ќе биде на ваш ризик и ваша одговорност. Затоа ни препорачаа тоа да биде негде до 2,5 кила, 2,450, кога детето е сигурно дека може да патува надвор од државата, затоа што е потребен нормални медицински персонал за да замине од таа држава. И ние одлучивме и останавме до таа родилна, таа тежина, 2,450. Се вративме во Скопје. Во контекст на хранењето, колку е тоа радост дома, кога ќе ви кажат ние дека се јавувавме, го хранеа Христијан таму со шприц, ти се почна со 2 мл, па со 5 мл, секое народно покачување на исхраната кој ќе ни рече
изеде плюс 2-3 милилитри, тоа беше радост дома, дека изел повеќе и дека тоа значи некој напредок. Некој утеха за нас и Сите се тие паќаме на моменти се секој сламка, момент, што со се секој вели, да, детаљ ние се сламка, паќаме за сепак да... сето тоа е... Ние дома го храневме исто со шприц, мешавме мајчино и адаптирано млеко, па шприцот, па волку милилитри, па запишувавме колку испил, па колку повратил, па дали повратил, па колку треба да испие. Математички соравенки. Да, буквално Исто беше, секој кај нас милилитар и од тие најмалите шприцови купувавме и сега имаме фотографии кога ги гледаме колку се големи во споредба со него. И како тоа изгледа. Еден час се храниме, еден час со шприцот се храниме, а на 3 часа треба пак Повторно нова, да. повтор. Секоја година во светот предвремено се раѓаат 15 милиони бебиња, а од нив 1 милион не преживуваат. Зачестеноста на предвремените породувања се движи од 5% во некои делови на Западна Европа до 34% во Индија. Се смета дека зачестеноста на предвремените породувања во индустријски развиените земји е од 6 до 8%, во земјите во развој од 8 до 12%, а во неразвиените земји од 10 до 15%. Според овие бројки, може да се заклучи дека бројот на предвремено родените деца е голем, а во јавноста многу малку се знае за превенцијата, за проблемите и ризиците во развојот на овие бебиња и тешкотиите низ кои поминуваат нивните родители. Поради тоа, 17 ноември се одбележува како светски ден на прематуритетот. Исхраната на предвремено родените деца е значително посложена од исхраната на децата со нормална телесна маса. Нивната исхрана се приспособува не само на периодот од животот, туку и според тоа со која тежина е родено, дали е родено здраво со порано прекината бременост или има оштетувања и поради тоа има мала телесна маса. Начинот на хранењето зависи од гестациската старост на детето, неговата телесна маса, степенот на зрелост, рефлекс за цицање и за голтање и подносливост на храната. Поради недоволно развиениот рефлекс на цицање и голтање, малиот желудник, недоволното лачење на стомачни и цревни сокови, може да биде неопходно недонесеното бебе да се храни преку вена. Ова важи за децата со телесна маса помало од 1500 грама. Кај некои деца од почеток или по престанувањето на парентералната исхрана се спроведува исхрана со сонда. Потребите на недоносените бебиња се многу големи во првите недели од животот, кога тоа треба да расте значително побрзо од детето родено на време. Затоа, покрај мајчиното млеко, се дава и специјално млеко за предвремено родени деца. Мајчиното млеко му е многу потребно на недоносеното бебе. Докажано е дека мајката што родила дете пред време, во своето млеко има повеќе белковини, соли и масти, а со тоа и поголема калориска и хранлива вредност. Кој е процесот на работа со токму овие деца, предвреме родените? Бидејќи имаме овде и различна, пак ќе речам, и тежина родилна, но и различен период месец. Недоносените всушност и се делат по гестацијска недела. Тоа значи дека сите дечиња кои што се родени 3 недели порано, односно 37 гестацијска недела, веќе влегуваат во групата на предвремено родени дечиња. И понатаму имаме поделба на категории, односно едната група е од 32 гестацијска недела до 37 гестацијска недела и од 28 гестацијска недела до 32 гестацијска недела. Оние кои што велиме дека се најмали и кај што можеби најмногу работа бара, тоа се под 28-та гестацијска недела. Тоа е поделбата по гестацијски недели. Меѓутоа се делат и по родилна тежина, значи под 2500 грама, под 1500 грама, односно меѓу 1500 и 1000 грама и оние што се родени под 1000 грама. Секако дека колку треба да се вложите и колку очекувате да се појави како ризик е директно поврзано со гестацијската недела, односно директно поврзано со родилната тежина. Колку добивате поголемо детенце, односно потешко детенце, тогаш очекувате дека можеби ќе му треба помала поддршка во психомоторниот развој. Меѓутоа, сепак, најновите светски истражувања покажуваат дека треба да се работи и оние што се нарекуваат малку предвремено родени или малку недоносени, а тоа се меѓу 32 и 36 гестацијска недела. Така. Што значи дека останува да работиме со сите што се предвремено родени,
односно сериозно треба оваа група на дечиња да влезе во процесот на она што се вели рана интервенција или она што се вели рано развојно следење, за да на крај сепак имаме едно срекно и задоволно детенце и срекно и задоволно семејство. Каде се поголеми, ако може така да се каже, или помали ризиците? Во кој период? Јас повторно ќе се навратам на тоа дека добиваме информација, 8-миот е поризичен од 7-миот, иако нели ако по недели ние не ги делиме по така, 8 и 7, туку сепак ги делиме по недели. родилна тежина и по гестацијска недела. Меѓутоа, еве кажав дека сепак сите влегуваат во процесот на развојно следење. А ако веќе правиме мовет кога започнува развојното следење, значи започнува од моментот кога ќе добиеме предвремено родено детенце, односно кога ќе добиеме детенце со ниска родилна тежина. Во истиот момент помислуваме дека треба да водиме сметка за понатамошниот развој на самото дете. Што значи дека развојното следење, односно развојната програма започнува уште во единиците за интензивна нега и терапија. Може би овој контакт на кој што родителите рекоа влегување внатре, па контактот со детето, па дозволување на посети. Мислам дека тоа се е дел од таа развојна програма која што директно ќе остави последици во психомоторниот развој кај детето. На нашата интензивна или на интензивната на детска клиника сепак се трудиме колку можеме, колку дозволуваат финансиски и економската состојба на државата, односно тоа е склопот на родителите, колку дозволува максимално да го имаме тој контакт меѓу родител дете, постојан контакт меѓу стручњаците и меѓу родителите. Знаеме дека добивањето на информации многу им значи на родителите. Значи, развојното следење на овие дечиња, односно битката за нивниот уреден развој започнува уште од моментот на нивното раѓање. А кој е моментот кога можеме да кажеме дека ја достигнуваат границата за во периодот, нели, нормално родено дете? Така. Значи, кога правиме развојна проценка кај оваа група на деца, за нас како развојни стручњаци особено е многу значаен оној период на предвремено породување. Значи, ние практично го одземаме од нивната календарска возраст и ако детенцето е 3 месеци порано родено, тогаш тие 3 месеци ги одземаме од неговата возраст. Ако имаме дете од 6 месеци минус 3, тоа е 3 месеци. И ако неговите развојни способности одговараат за детенце од 3 месеци, тогаш ние сме сосема задоволни. А очекуваме дека на крајот на третата година веќе би требало да бидат изедначени со групата со која што се навреме родени, меѓу веруете ми, тоа се случува многу порано. Да. И на крајот на третата година уствари ќе видите дека може би и во најголем процент и отскокнуваат повисоко од оние што се родени на нивната возраст. Имате тоа чувство? Така да. Ние поправиме споредба со поголемото дете и гледаме дека како се развива ова, што имате пример, да. Потемпераментен е, пожив, некако уште на 6 месеци се превртува, скока е рипа, некако. Има ли тоа врска дека се условно речено напредни, како што велите вие, кои ќе ги направите споредите или индивидуално, бидејќи обично ги слушам често овие муабети, дека тие кои се родени пред време некако имаат нешто што ги прави не само посебни, туку ги прави можеби таа борба да се опстане на почетокот, да се изборат за. Тоа им се испаѓаше порано. Да, сега да излезе порано. Апсолутно, дека има врска, бидејќи имаме момент за кој што треба да внимаваме. Кога веќе внимаваме, кога имате кој правилно да ве насочи, значи тоа детенце сигурно цело време го стимулирате, работите со него, му обрнувате внимание и на крај го имате резултатот. Се соочувавте ли со проблеми од типот каде да се обратите, кому да се обратите и кој да ви ги даде точните информации кога во прашање понатаму нели развојот по раѓањето на вашето дете пред време? Ме интересира од сите, бидејќи пак ќе речем различни фази се во прашање. Добро, дека мојата сопруга се роди на клиниката за гинекологија. Со отпусната листа ние добивме и листа каде детето све треба да го носиме, да. Се испитување имаше доста и често и многу. Се уште го носиме во Центарот за развој на деца родени со ризик на Битпазар кај доктор Двојаков. Прето имавме испитувања на клиника за детски болести. Меѓу другото, испитување на очи, на слух, ехо на мозок. Имавме листа што треба све да направиме за. А се даваат? Да, кога се излегува од болница се дава. Кај све треба да одиме и во кој период од неговата возраст. Малце доцнеше со вакцини затоа што примаше албумини додека беше во болница, па моравме 1 месец подоцна да ги почнеме вакцинациите.
крвна слика моравме да правиме на 20 дена затоа што беше анемично, железото му беше Како и повеќето. да, порано да, години, беше ниско и се уште сме на железо, беше 6,5 месеци, се уште прима препарати од железо. И се уште одиме на тие испитувања според листата која ни е дадена од клиниката за гинекологија. За среќа, ние имавме можност, бидејќи тетка ми е педијатар, низината ќерка исто така, и имавме можност од своји блиски да постојано бидеме советувани, нагледувани, така да не се случивме со тој проблем. Какво е вашето искуство, Елизабета? Од епикризата која што ни беше дадена од докторите од Бугарија, исто така беше посочено што понатаму со тоа дете. Првично што препорачаа беше физикална терапија и тоа доста долга, затоа што периодот во кој што лежеше во инкубатор беше подолг во однос на останатите. Многу деца дојдоа, ние ги испративме, останавме и така да мораше се тоа да се стори. Меѓутоа, бевме земени со медицински персонал од Бугарија, тоа е доктор Фидановски не зема, и благодарение негово понатаму продолживме со контрола кај него, исто и со дефектологот Вале, многу ни помогна таа работа. Ми ги покажа првично вежбите кои што требаше јас да ги правам, додека беше мала. Сами? Сами, да. А потоа си земавме лице кое што ги продолжи тие вежби и така дојдовме до резултат прекрасен. Одлично. Валето беше многу упорна со таа работа и Значи, што пати ја слушаме дефектологот Валентина, по случај на токму од пример и затоа вечерва сте овде со нас, на родители со предвремени деца, дека исклучително посветено работите токму со овие деца. Поривот доаѓа заради одговорноста која си ја носи вашата работа или сепак мора човек да има нешто плюс и повеќе? Веројатно и љубов. Кај не е плюс? Веројатно и љубов кон децата. Значи, во Република Македонија има национална листа на ризик фактори и се знае точно кои деца влегуваат во таа листа на ризик фактори. Исто така постои и протокол за нивно понатамошно следење. Значи, точно од децата кои што излегуваат од единиците за интензивна нега и терапија, дали тоа е од гинеколошко-акушерската клиника, дали е од детската клиника, добиваат точно протокол со кој што понатаму треба да се следат децата. Што е најважно кај овие дечиња? Тоа е најважно да бидат завршени сите прегледи уште во првите месеци, а тоа е да биде завршен скринингот за вид, кој што за среќа во нашата држава е воведен, скринингот за слух, за кој што ни останува да се избориме ние како стручњаци и државата заедно со нас, да биде завршен невролошкиот преглед и контролата на централниот нервен систем. И тука доаѓа првата развојна проценка. Значи, целиот протокол се завршува и продолжува развојното следење. Протоколот на развојното следење е на секој 3 месеци во текот на првата година и на секој 6 месеци во текот на втората и третата година. Зборуваме за некои временски периоди кога станува збор за оптимално здраво дете. Таму каде што ќе наидеме на било каков проблем, тогаш се договараме со родителите, временскиот период на контролите го одредуваме зависно од состојбата на детето. Кои се најголемите проблеми кои најчесто се јавуваат со предвреме родените деца? Кај предвреме родените деца најмногу се јавува оштетување на централниот нервен систем, односно појава на крварења кои што понатаму може да остават проблеми во психомоторниот развој, а тоа е најчесто проблеми во моторниот развој. Затоа и ги правиме тие рани контроли на централниот нервен систем. Се плашиме од ретинопатијата, меѓутоа ја покриваме со скринингот за вид кој што функционира во нашава држава. Да, тоа се најчувствителните органи кои што може да бидат оштетени кај овие недоносени дечиња. Вашите деца сега сите кокави, со освен Теодора што ни е пример овде дека сака да биде на моје место, претпоставувам, гласна е. Ми се меша овде во работата. 6,5 месеци. Споминавте и вие и Дамјан има 2,5 години. Да, дечко 2,5 години. Исклучително е динамичен, морам да признам, во запоздав го видов. Динамичен. Јас имав страв, постоеше страв, дали интелектуално ќе се развива, дали ќе има некакви проблеми, што ќе се случи. Меѓутоа, Дамјан е многу интелигентно дете. Знае да спелува на англиски веќе од 2 години, реди сложувалки постојано, зборува англиски и не изненадува. Кој е периодот кога може интелектуалноста да ја провериме на предвремено родените деца? Има таков момент кога веќе... Да, сите фази на следење имаат одредени моменти на кои што се фокусираме,
Ако во текот на првата година најмногу обрнуваме внимание на моторниот развој, односно ни е многу битно да го застанеме на нозе и да продиме, во текот на втората година, односно после 18-тиот месец, веќе можеме да почнеме да правиме проценка и на менталните способности на детето, и во текот на третата година веќе обрнуваме внимание на говорот, а на крајот на третата година заклучуваме за неговите ментални капацитети, односно интелектуални способности на детето. Може ли родителите да бидат, да кажеме, да дадеме некаков временски период кога може да бидат опуштени по прашање на тоа дека не мора да постојано еве како што веќе ги прават сите контроли и прегледи интензивно во овој период или по години еве вака вие ги делите? Која е таа граница кога може да се опуштат и да речат завршивме, нели, се е во ред со нашето дете и сега сме веќе поопуштени. Цел живот. Борбата на родителите цел живот и цел живот за нешто ќе се прашуваат. Меѓутоа, како и во светот, така и кај нас, затоа велиме дека минимално тоа развојно следење треба да трае до крајот на третата година. Во економски поразвиените земји сега е продолжена до петата, шестата, односно до периодот пред влегување во училишта, меѓутоа е доволно барем до крајот на третата година да бидат под развојно следење. Јас тука имам еден апел до сите родители. Некако кога ќе застанат на нивни нозе дечињата и кога ќе продат, они некако прават па викаат, ај можеби веќе и не ми требаат толку многу контроли. Меѓутоа, вистински апелирам дека треба да го продолжат следењето барем до крајот на третата година. Би се одлучила на уште едно дете кој да е поред кога од ова си покај овие патешествија кои ги имавте со вашите деца? Вака на шега со сопругата сме договорени на 3 деца да имаме. Ова ни е второ. Лесно вие вас кога се договарате. Да. За бројкиве. Јас повеќе инсистирам, сопругата повеќе се Има мисли, зреб. ама секогаш така се почнува, секогаш така се почнува. Со преговори. Со преговори, така. Па да видиме каде ќе се стаса. Ви користеле ли боледување што иследува на жената? Трудничкото ми е една од темите која сакам да ја направам, мажите и боледувањето. Да, зашто да не? Јас не сте со предрасуди, немате задршки? Не, јас и сега знам и пелени да сменам и млеко да направам. Партиципирате, нели? Да. Јас ќерка ми од бебе, ја бањам се уште 6 години има, затоа што така не се поделени обврските, додека мојата сопруга прави нешто друго. Јас сум заложен за ќерка ми за облекување, бањање и за такви работи. Со синот исто го хранам кога мојата сопруга не е дома. Немам предрасуди никакви, ама баш за ништо, ни за дома, домашни работи, нити за децата кога се опрашани. Може и лесно ќе се договорите тогаш кога правите преговори. Какво е вашето искуство? Вие сигурно дека треба да сте пар и во тој период, нели, кога што велите борбата беше многу голема на почетокот, сигурно е потребна таа сплотеност и поддршка и од партнерот, сопругот? Постоеше целосно. Ако не беше он, мислам дека немаше да се издржи. Борбата со институциите беше негова. Он, фондот, државата, другите административни работи ги трчаше тој. Беше тешко и напорно. Он си знае само. И така, поддршката беше уште од почеток со бебето во ред. Мислам, помагаше немам зборови. Мислам, и до ден денес. И до ден денес. Мислиш дека е татина ќерка? Малку повеќе, да. Би се одлучила на, бидејќи имате навистина специфично минато по прашање на бременностите и макотрпна борба, дали тоа може би за момент ве колеба? Имаме желба, меѓутоа и годините веќе не дозволуваат, барем мислам јас, а мислам дека немам сила да го поминам истото доколку би дошло до тоа. Имате едно прекрасно злато, така да тоа што се вели потоа, нели, Господ како сака, да, како ќе одлучи. Славица? Јас не би се одлучила, да бидам искрена. На уште едно дете? Да. Заради поминатото или? Да. Едноставно е преголем стрес и не знам дали би можела повторно така оптимистички да го поминам тоа, бидејќи за целото време верував дека се ќе излезе добро. Во ниеден момент не помислив дека може нешто лошо да му се случи. Него бев позитивна и насмејана и кога имав најголеми контракции, кога доаѓаа лекари и кога влегуваа, излегуваа и само го гледаат сите и тоа велеа ти си насмејана, велам да, јас верувам дека се ќе биде добро, меѓутоа може би со таа позитивна енергија сега за сега не. Преговорите тешко одат од другава страна. Покрај 2,5 години, да, иако јас морам да го пофалам мојот сопруг, бидејќи за цело време беше со мене. Дури имаше помош од неговите претпоставени, па не користеше породилно боледување, меѓутоа исто како да беше. Значи, и додека тие 6 недели беше со мене во болница и после тоа кога се роди, и сега ми помага нормално,
Иако јас сум со Дамјан дома, јас не можев да го оставам, па дадов отказ. Само дека одлучивте да го чувате вие. Да, одлучив јас да го чувам, да работам со него. Јас сум професор по делинска настава и сметав дека ќе можам да му помогнам колку што може во неговото воспитување, колку што можам да се дадам себе си. Може ли да работиме на родителите кога во прашање одлуката потоа за следно дете кога поминали низ вакво патешествие? Апсолутно, дека борбата нема откажување. Ако видат дека имаат едно успешно и здраво детенце со текот на времето, веројатно ќе го забораат тоа што прошле и ќе посакаат да имаат уште едно. Јас се надам дека со разговор за уште по некое во вашето семејство ќе се видиме во некоја следна прилика, ќе ви посакам успешен живот и се разбира успешен развој на вашите потомци, кои се ваша гордост, и ви благодарам за разговорот, Валентина, и повторно ќе речам ви благодарам и од името на оние кои ми посочија да ви се заблагодарам, бидејќи сте работеле со нивните предвремено родени деца и ви посочија како убав и позитивен пример кој им помогнал и во оние најтешки моменти. Ви благодарам за поканата. Насмевката која ќе си ја добиете на крајот од денот од вашето дете кое се борело во одреден период можеби за живот, мислам дека е нели она што е најголем дар за секој од нас. Ви благодарам што вечера бевте со нас во Тунел.